финална форма е ракопис. Е некоја малку подотерана верзија на ракописот, но не е текст што тече како готов текст, повеќе ми се воја како оправдание, дека не е така склопено се во ова, на представителен начин, како што може би другите говорници беа подготвени до сега, или како што ќе биде следниот, кој знаем дека темелно се подготвува, Рансиер. Да, следното предавање е на Рансиер на 6 мај. Добро, значи да, ова е работа во прогрес, и бидејќи текстот пишува на англиски, јас ќе мора да читам делови на англиски, знам дека не е проблем, затоа што практично официјален јазик на школата е англискиот, но ќе ги коментирам сите овие парчиња на македонски, ќе разговараме на македонски. Нема само да читам, ќе биде некаква расправа, дискусија меѓу нас, инаку ја мислам дека не е проблем и во текот на предавањето, на читањето, како и да е на предавањето, ако постои потреба да се дискутира, да ме прекинете, па да дискутираме или па да ме побарате да појаснам некој термин. Или може би е најпрагматично да се прекинуваме околу појаснување, а дискусијата да биде за вториот дел. Сега најпрвин, овој прв дел кој ќе го читам, ја објаснува причината или основата, која што е и методолошка и теориска. Зборот философска намерно го избегнувам или одлучувам да не го употребам. Значи теориската, методолошката, па и политичката заложба кај Ларуел и кај Франсуа Ларуел и кај Карл Маркс, која што воспоставува заедничка подлога, односно можност да се споредат двата дискурси, па и да се спојат или да се направи еден вид на употреба методолошка, како да кажеме, методолошки издржана употреба на поими и од едното и од другото учење, без да представува тоа некаква методолошка недоследност или теориска, не знам, недоследна компилацијска постапка. Значи, на иманентно доследен начин, методолошки, овие две теории конвергираат, што би рекол другарот Садико, мислам сите го викаме, мога го викат често, конвергираат. И сега, тоа е експлицитно дури кажано од страна на самиот Ларуел, Франсуа Ларуел, кој што во неговата книга вовед во немарксизам, ја објаснува својата методологија на општествените науки. И тврди дека, исто како и Маркс, неговата заложба е излез од филозофијата, неговиот теориски проект е излез од филозофијата, и во ова се значи препознава и се објавува, се декларира сродност со Маркс. Ларуел тврди дека единствените истапувања во општествените науки или во општествената мисла, кои што може да ги нарече научни, со некакво јадро на научност во себе, се според него марксизмот и психоанализата на Фройд. Се останато е се уште според него заробено во филозофија, во метафизика и во самодоволноста на филозофската мисла. Слично на Маркс употребува цел концептуален апарат, всушност кој што е преземен од Маркс, потоа ќе го представам, но е докомплициран со негови собствени термини, тоа е цел еден речник кој што е комплексен и треба време човек да се навикне на него. Но може да се каже дека методолошки сосема доследно одекнува во согласност со мислата на
Маркс. Сушност и оваа книга вовед во немарксизам, единствената книга кај што Ларуел е прилично конкретен во објаснувањето на тоа како оперира неговата метода. Ларуел, кој што е обвинуван за преголема абстрактност и неприменливост на неговата мисла, наводно издржана теориски интересна, провокативна, очигледно за многу, но за многумина и крајно наводно неупотреблива. Оние кои што ја прочитале вовед во немарксизам увидуваат на кој начин може да биде употребена. Овде е прилично прецизен, како е во теорија на идентитетите, е прилично прецизен како може да се примени ова, значи применливоста на оваа теорија, или оперативноста, како да кажем, на оваа мисла. Значи, еден од основните столбови на неговата мисла, која што се нарекува реалистичка и која што е идентичен со столбовите на мислата на Маркс, е токму реализмот. Значи, и двајцата имаат заложба да се мисли во термини на реалното и да се мисли на начин кај што мислата му се подчинува на реалното наместо на филозофското. И сега многумина имаат кажано дека се во ова е многу лесно да се кажа, но е тешко изводливо. И дека секогаш веќе сме заробени во филозофската мисла и е тешко да се излезе надвор од неа, а да не западнете, да речеме, во псевдонаука, како позитивизам во општествени науки, кој што само симулира научност, глумејки наука, по пример на екзактните науки, но всушност не е употреблив, не е применлив, тоа е перформансна научност. Значи, псевдонаука и тоа е позитивизмот, кој што Ларуел го критикува, кој што не е емпириски никако заснован според него, туку е повторно дури и засилување на филозофското, затоа што тврди дека тоа теоријата во разговор со сама себе, кога ќе отидете во сциентизам во општествени науки. Значи, и сега како да се постигне излезот од филозофијата и како да се расправа во термини на праксата, што би рекол Маркс, нели, од тезите на Фойербах, од критиката на Хегел, неговата заложба е за цело време, нели, аузган излез од филозофијата. Тука добро сродени на некои други, како Хайдегер, значи не мора да се идеолошки блиски мислителите за да се обседнати со оваа потреба, но тоа е деклариран интерес на Маркс и исто така и на Ларуел. Тоа што го прави Ларуел различен од Маркс е признанието, за разлика од Маркс, признанието дека не може да постои општествена мисла која што е комплетно независна од филозофското. И комплетно може да се разведе од филозофското и да го прогласи за непостоечко и неупотребливо. Според него, тој го радикализира концептот на филозофија и го едначи со светот. Според него светот е филозофија. Светот е означеност, светот е смислата во која што живееме, светот е трансцендентален. Тука значи има уплив, има влијание Лакан. Светот е трансцендентален и светот е јазик. И тој јазик е секогаш обременет со метафизички слоеви кои што сака да ни објаснат што е стварно, што не е стварно, што е смисла, што не е смисла, што е среќа, што не е среќа, што треба да стреми еден живот и кој што не треба да стреми. Значи, дури и кога е најздраворазумски, тој комосенсикал јазик во прашање, повторно вие сте внатре во филозофија. И дури може да се детерминира чија филозофија и чија влијание, зависно од тоа во кој историски период сте. И заради сето тоа и заради таа заробеност во јазикот, кој што нужно продуцира трансценденталност, а трансценденталноста нужно води кон филозофија, сега значи доаѓаме нели малку во стапица во абсурд, наведом, но не е така, ќе опишам зошто.
Заради тоа се наоѓаме заглавени во филозофското. И сега излезот од филозофското станува политички проект. Според него. Значи не е само методолошки и политички интереси. Кога филозофското станува филозофско и станува проблем, а кога е филозофското она нужно, трансцендентално, без кое што не се може. Кога мислата станува доволна сама за себе и кога комуницира само со сама себе. И кога предпоставува дека реалното треба да се вдлаби, да влезе во тоа менѓеме на мислата, наместо обратно. И се тој од природните науки или од екзактните науки ја зема само тоа што нарекува постурата на мислата. Како е поставена мислата? Значи, мислата е поставена на следниот начин и таму мислата оперира со трансцендентално. Ако нели треба да претворите нешто во математика или во абстракција, вие пак оперирате со трансцендентално. Но мислата не е обременета со тоа дали ако го кажам ова ќе бидам доследен на школата на Ньютон или на не знам кој. Туку мислата оперира со мислата како што видите, тој се подчинува на диктатот на реалното и работи со радикално описен јазик. Сега тој описан јазик на прв поглед, значи ако не го разработиме методолошки ригорозно, што би рекол тој описан јазик може консенсикал јазик. Но според него може значи да се влезе во абстракција и да се оперира со трансцендентално, но тој го нарекува радикално осиромашено трансцендентално, каде што вие јазикот го користите за да ја опишете стварноста која што ја наблюдувате, а тој јазик ја следи како што нарекува тој синтаксата на реалното. Синтаксата на реалното е тоа до кое што има најконкретно введено во нефилозофија, но не е до крај разработена. Ја разработуваат други нефилозофи, нон-филозофи во нивните дела. Мислам сега да не навлегувам во тоа, затоа што би било многу детално и би се фокусирало премногу на Ларуел. Но морав да го воведам и да го представам Ларуел, затоа што е прилично криптичен, затоа што и оние од вас кои го знаат имаат отпор кон него. Сакав да го направам поразбирлив за да биде полесно читањето на Маркс преку Ларуел, но морам да кажам дека читањето на Маркс без наследството на марксизмот и на авторитетот на марксизмот за мене немаше да биде возможно да не постоеше Ларуел. Затоа што Ларуел дава методологија како да го читате Маркс, а да не си правите собствени наивни идеи, читања, нели, екс нихило јас си знам како треба да се разбере Маркс, туку ви дава и методологија, таа нон-филозофска, која што имате радикална дистанца од филозофијата, но имате од друга страна методологија како доследно да постапувате со филозофското наследство или трансценденталниот материјал, така го нарекувам, од една мисла. Сега, не знам, ја можам да почнам да читам, па може би ќе биде полесно да се следи после овој вовед. Само за почеток да кажам дека веќе на почетокот воведувам во некои термини кои што разбиваат нешто што е common sense инерција на нашата мисла. Например, ние мислиме дека капиталистот секогаш поаѓа од сопствениот интерес во действувањето. Маркс инсистира дека нема действие, акција, политичка, еманципаторска без препознавање сопствениот интерес, односно интересот на работникот. И поимот интерес се појавува за цело време многу конзистентно од почеток до крај. Потоа, многу интересно дека тој многу малку оперира со зборот материја
или материализам, а многу почесто се појавува, значи јас водев статистика, многу почесто оперира со зборот реално и физичко. Дури во тезите во Фойербах ги знаете, тоа ми се чини најпознатиот текст, таму е многу јасно зборува дека неговиот материализам нема врска со никаков филозофски материализам. И бидејќи секој материализам на кој што може да реферира би бил филозофски, тој дури го избегнува зборот материализам. Многу почесто користи реално, користи life, real, physical наместо matter, многу по-често. Но да почнам да читам, па ќе застануваме кај треба. После овој вовет ми се чини дека ќе биде малку полесно. Док ќе стане досадно и долго, кажете ми. Добро, значи овде реалното и интересот ги едначи. Значи интересот треба да биде реално препознаената нужност од действие наместо спекулативната представа за определен проект еманципаторски. Како значи сега методолошки доследно да се постави за тоа да биде изведено така? Значи едно движење, протест, што е движење кое што треба да донесе до определена политичка промена, како тоа движење да не биде заробено во определена агенда идеолошка која што сама со себе ќе се занимава, останувајќи слепа за синтаксата на реалното, што би рекол Ларуел. Значи реалното ви говори на определен начин, ви чука, тука може да се користи Лакан за да ја нотирате синтаксата на реалното, односно да ги препознаете симптомите. И ги следите симптомите, наместо автореферентната мисла. Мислата што сама со себе се занимава и се коригира и се подобрува сама себе. Затоа Алтусер и затоа еден куп други, според мене, марксисти не ги поместија многу работите, затоа што се занимава само со собствената интерпретација на Маркс. Најкласична екзегеза, таква средновековна, како на Библија. Значи, како да се работи со Маркс, останувајќи верен на позицијата на Маркс во однос на пишаниот текст, кој што треба да биде она на праксисот. Значи, тоа прашање се поставува и според мене, за да не бидеме, не знам, произволни во предпоставките како би го извела тоа, според мене најупотреблива методологија ова на Ларуел. И затоа овој поднаслов гласи реалното или интересот. The real or the interest. Да читам на англиски, да не преведам паралелно. Laruel's plea for a non-Marxist reading of Marx can be accomplished by letting Marx's text speak for itself without adding philosophical meanings which realize a universe of thought called Marxism or Marxian philosophy. Similarly to Marx's project of creating a science of the political economic exploitation of human labor, the non-philosophical idea of the science of the human is not positivist. Marx is opposed to the philosophical materialisms of all sorts and invokes one grounded in the real interests of humanity. И така е наречен. Analogously, Laruel is radically skeptical of positivism as it is a form of philosophical construction of exactness rather than one determined by the real or immanence, како што ја нарекува исто така. Positivism is a cosmology which amphibologically usurps the places of the real and of truth simultaneously, implying that they are one and the same thing, and hence interchangeable. Ова е основата на било која филозофија, тоа заборав да кажам. Ларуел века филозофијата почива на таа амфибологија меѓу реалното и вистинитото.
Значи, реалното и вистинитото се стварното и вистинитото се едначат. Додека, според него, а исто така според Маркс, мора да има радикална дистинкција. Вистинитото е епистемолошка категорија. Реалното е, ајде, филозофски јазик кажано, онтолошка категорија. The real is analogous to what Marx calls the worker's interest, wages of labor, от манускриптите от 844. The syntax of the real, Laruelle argues for in introduction, okay, this is in French, Introduction au Marxisme, is dictated by what one would call material reasons or reasons originated from the real or from the physical or from life, accounting to the text of the Capital. Значи во Капиталот исто, не само во раните филозофско-економски манускрипти, ја имате истата терминологија, значи доминира реално и физичко, а не материјално. It is important to note that in the first volume of the Capital, contrary to the inertia of the doctrinal Marxian reading of the text, Marx resorts to the notions of the real and life rather than matter. The legacy of Marxian interpretation has introduced a doctrine of reading the original text by automatically and surreptitiously translating or interchanging the terms life, real and physical with that of matter. The idea of materialism has disciplined all readings of the concepts at issue. The direct interest of the workers, Marx writes of, is not an idea in the sense of causa finalis. So there is no idea, значи нема идеја, нема проект на комунизам кој што треба да не води. Тоа што треба да не води е првото директното препознавање на првите интереси, непосредните интереси. И затоа зборува за процес. Процесно, значи вие ако реагирате, како да кажеме, на непосредните интереси, непосредно препознаени, вие не одите според филозофска доктрина или ескатологија, што практично еднакво на теологија, туку ги следите, ја следите пак, што би рекол Ларуел, пак сега, синтаксата на реалното. Тој тип на логика би довел до развој на општествената наука и до развој на свеста, за кој што зборува, која што во еден момент би станала пролетерска. Ако се сеќавате во манифестот, многу јасно пишува дека пролетерската свест е свест на секој кој е наемен работник, од менаџер и професор до работник. Значи, таа романтизација, да, не то го пишува и на бројани. Од менаџер до работник. До наемен работник. Нашата идеја за работник. Мануелен, па не знам што е сега па мануелен работник во денешно време, прашам. И веќе нема смисла. Како? Физички работник. Физички работник. Сега ќе те почнеме секоја работа, физичка. Па немаш. Секојата работа подразбира. Програмерот е физички работник. Како? Програмерот не е физички. Стварно. Не троши нерви. Не на таа дистинкција и тоа инсистирање на негри на карта и материјал лейбор не е најудно. Мислам дека секој лейбор у крајна линија е материјал лейбор и секој лейбор подразбира страдање на телото, не знам некако експлоатација на зависи Предност се тие што работат физички, што фит ке бидат, што искрено. Тоа вика некаде Мала забелешка, мислам, пошто спомнавте, имам малце проблема со сваќањето на менаџер како работник. Пошто спомнавте од менаџери и менаџерите во класата на наемни работници, во модерниве класни анализи, веќе од кој развиен капитализмот дава широ и многу менаџери и крупна бирократија, таа менаџерска класа е нешто што се вика меѓукласа или координаторска класа, значи класа меѓу работничката класа и капиталистичката класа. Во смисла, примерна задача на менаџерот, на крупниот бюрократ, на пратеникот, ја има политичката моќ е да координира туѓиот труд. А то не е само посебна наемна работа, бидејќи има многу поќе политичка моќ и димензија, отколку
другите. Мислам, јас сум окей со тоа сваќање за работник дека и интелектуалните работници, професори, доктори, сите се тие во наемен однос, а професионалниот менаџер не е. Јас се согласувам со тоа. Тоа е координат, тоа веќе Ама тоа е заради политичката димензија, така? Тоа е заради политичката димензија, а не економската димензија исклучиво. Па дури и економски и политички, и економската и политичката димензија менаџерот не осместува во работнички класа, никој случај. Добре, ја цитирам текст од 19 век, кај што стои дека секој оној кој што препозна ќе еден период така професорите биле некаква елита, нели? Сега на запад, еве во Америка, 90% од најсериозно најголемиот дел од професорите се подстандардно платена наемна интелектуална сила, односно наемни работници, тие адјанкт професори, кои што се part-time, не се ни part-time професори, значи тоа е со комплетно нерегулиран статус, кои обслужуваат, одработуваат таму, немаат никакво трајно вработување, немаат здравствени бенефиции и слично, значи сите оние класи, кои што некојаш биле висока средна класа или средна класа, почнува да се топат и затоа јас се согласувам со тие дека топ менаџерите на CEOs и не знам што, тоа е прашање колку е навистина само наемна сила. Значи, според тоа, ако можеме да ја наречеме како најменна работна сила, ќе ја третираме како потенцијално пролетерска. А ако се согласиме дека фактички, политички, како што викаш, не е најменна работна сила, тогаш не е потенцијален пролетерство. Тоа се согласувам. Затоа треба да се биде ригорозен во дефиницијата. Да, али дури и економски, значи Дејан убаво ги разликуваше работите и сега само би ја прецизирал, значи менаџерот вложува труд на менаџирање со трудот. Значи неговиот труд е да ги распредели ти ваму, ти таму, ти таму. Сега, ако него го класифицираме како работник, тоаш можеме и капиталистот да го класифицираме како работник. Бидејќи капиталистот не е човек, не вложува најмен, ако никој не го најмува, дали е labor wage или не, у тоа е суштина. Најмувањето е правната дистинкција помеѓу газната и менаџерот. Али економски гледано, значи вложувањето на труд за менаџирање на трудот на другите го прави ист менаџерот со газата. Собственик на фирма кој истовремено е во функција менаџер. Така што Не знам дали е така. Тоа се брзошти директно производство дали не тоаш исклучуваш огромен дел, тоа професорите не се дел. Не. Зашто распределуваат некој си друго знаење од вама од тој професор, се го распределува. Не, мислам дека во таквата Чуварот. менаџира работната сила. Значи има управувачка димензија на својата наредба. Ама улогата на менаџирите има различна ниво на менаџири. Зашто има менаџири кои Добро, не мора да влеземе од квалифицирана улога на менаџирите им дава. Едноставно различни нивоа на менаџирство. Ја мислам дека текстот за дека менаџерот е најменен работник е точен, бидејќи управувањето не може да се земе за критериум, затоа што управувачот на машина управува со трудот. На некој начин работната сила можеме да ја сватиме дури како машина. Значи дума може да управува со 3D принтери. Исто како што работникот треба да ископа ров, така менаџерот треба да ги крене толку и толку акциите, ако не ги крене добива отказ. Нема, имаш и фейк менаџери, оние CEOs кои што се фактички газди, он мисли на тоа. CEO на Google е не знам што. Ама ако он е платен, тогаш е пак работник. Значи ако е платен. Да, ма не се исклучиво платени и заради тоа е малце ако имаат веќе трики. собственичка, тога значи ако имаат акција, Заради тоа мислам дека треба само да се ако имаат чуварот ако акционер веќе да. се доаѓа. политички, може? Да. се беше мислам. Хакта можда. Мене окей, тоа. Хактер ме е пријатно.
Ајде. Не, само да кажам во делот дека секогаш тоа историски е многу често докажувам дека таквиот кодифицирачки пристап кон општеството и како се делење, окей, до тука се работници, работничка класа, да правиме листа и овако запишување список на кои се професии, категории на професии ги сметаме за работничка на класна извој. И сега таму треба да се действува за нивната свест да се крене, за да се извои класната борба. Но ако читаме баш ригорозно преку Маркс, сваќаме дека класи сами по себе постоечки нема. Додека нема борба, нема класа. Само во класна борба се почнува. Нема вика класата дека се Класа по себе, концепти на буржуаската економија. класа за себе е борба, класа по себе не сме активна. Добре, значи сакам да кажам дека само во процесот на идентификација и субјективизација во тек на некоја си класна борба, ти имаш и ти имаш диверсификација на различни групи луѓе кои се идентификуваат со таа борба и се поставуваат во позиција на одредена класа. А таа борба нормално мора да се случи од некого против некого. Не може борба против капиталот и капитализмот абстрактно, мора да има некоја друга група од таа страна, цел и содржина на која борба, на кој судир ќе бидат капиталистички односи на производство. И сега кој во која страна ќе се најде или ќе се препознае во таа борба во капиталистичките односи на производство, се надам дека никој не планира да направи листа, па ако некој менаџер што има 1000 евра сега сака да се бори против тој однос, некој дечки не влагаш ти списоков, не си. Говорам не значок од правилото, не се прави за тие значи. Во суштина, окей, марксистичката теорија е класна теорија, односно ќе обработува класа, но во нејзиниот идеал е она уствари антикласна. И таму е, ако го земеме тој концепт, значи тоа, вако менаџерите ќе влезат во работничката класа, затоа што нели постојат и оние психоанализи на марксистите каде што, значи, да не се лажеме, менаџерите не вложуваат мал труд во менаџирање на производ, него многу често вложуваат и огромен труд. Заробени се во оние буржуаски нагони на повеќе и повеќе. Значи, по 15 и многу сати. Затоа од таа страна, таа се они се експлоатирани од самата свест, тоа што постои во трката по профит и по материјални добра во капитализмот. Но ако ги земеме за она што зборува за реалност, например, сега во практично политичките операции на една комунистичка партија веројатно не би влегле во манифестот јасно ги пишува дека и тие категории влегуваат, значи се што значи набројани се и пишува без разлика на општествените класи според поделбата на буржујските економии. Романтизирањето на обичниот на пролетерот физичкиот работник е опасно за влегување во лумпен пролетерска идеја. Значи тоа е многу јасно кажано и набројани се таму. Стојат поети, писатели, доктори, стојат наведени, значи напишани се. Јас за тоа ти реков интернет, може да треба за цитати што ги неам овде, ама во манифестот јасно стојат, ќе го најдете на Marxist.org. Само со search одма ќе најдете дефиницијата, значи пише без обзир на сите класи. Секој што ќе развие пролетерска свест, а пролетерската свест е препознавањето на наемниот труд како отуѓен труд. Да. Дали не постојат blue collar and white collar workers или има и нешто помеѓу? Тоа го дискутираме дека се е всушност помеѓу. Дури не знаеме колку е веќе, не знам. Има смисла таа дистинкција. Јас сум да ќе се согласиме сите колективно да им доделиме статус на ситна буржуазија на менаџерите. А може ли да, како читаме Маркс, бидејќи јас само тоа сакам да кажам дека ова е само читање на текстовите и има минимум интерпретација, практично никаква, само се трудам, не знам, некаква хеуристика, тесно читање, близко читање на текстот да направам и тоа е се, значи, буквално немам додадено ништо
во мојата интерпретација, што директно не е кажано, значи ако можам само да го најдам на друго место и да се повикам кај него, на тоа место кај Маркс, и ако можам да докажам дека тоа не е спорадично појавување, туку систематски се појавува во други текстови, само тогаш влегувам во интерпретација, значи минимум допишувам. Така што и во оваа дефиниција ништо не додадов јас, буквално е напишано така. Да, и неопходно е да го интерпретираме Маркс, особено и комунистичкиот манифест, пошто као би се одзесмо на денешните услови. Јасно, ама ние на одмет да се ослободиме малку од сите баласти на разни авторитети писмо и секој има право директно да го чита. И едно движење на група луѓе од Скопје, ако им е потребен Маркс за определено нивно, не знам, движење, акција и слично, проекти, така натаму, имаат право да го читаат директно и да не бидат ни аутосеровци, ни не знам што, ни ленинисти, ни слично. Туку да бидат тие читачите на текстот на Маркс. Тоа е многу јасен, едноставен текст. Секој негов текст, мислам дека подоцнежните интерпретации го има до тој степен мистифицирано, што ни е тешко да му пристапиме директно. Значи, според мене ова е многу пристапен стил напишување. Добро, на кај стигнавме? Добро, direct interest of the workers, writes Marx, is not an idea in the sense of causa finalis, тука мислам дека застанавме. It's not a purpose, it does not have a meaning per se, it does not require wisdom or superior knowledge or education to know what one's interest is. Заради тоа е многу битно да се појдат интересите. Значи, не ви треба посебна доза на ученост за да го разбирате, да го потребите Маркс и да го препознаете својот интерес. Поаѓајќи од својот интерес, го применувате Маркс, водејќи се по својот интерес. Тоа е веќе методологија која што се починува повеќе на реалното, одошто на филозофското. Значи, it does not require wisdom or superior knowledge or education to know what one's interest is. Interest is experienced. It is lived. Ова се термини на Ларуел и тука се гледа како се за реалното, како се пројавува реалното и тука се гледа поклопувањето со Маркс. Interest is experienced, it is lived, it is the derivative or, let us put it in Spinozian terms, the conatus to stay in life and to increase life power. Овие зборови кои ги користи Спиноза. Through the physical experience and mental representation and transposition, one knows what one's interest is. Philosophy understood in a Laruelian but also in Marx's sense, however, can drive us into violating our interests by way of replacing the real of life with the truth. Or, in Marxian terms, fetishism, which is not only of commodity, can lead us into violating our immediate needs for a fulfilling life, ова се зборува што тој ги потребува, fulfilling life, driving us into either becoming aspiring capitalists or universal capitalists, the primitive form of communism, така е наречена според Маркс во манускриптите од 84-то, дека првата примитивна форма на комунизмот, која што ќе се појави, ќе биде комунизам на универзални капиталисти, кај што целото општество ќе партиципира во заедничкото добро преку структура на држава која што по својата структура, логика е буржуазка. Мислам дека таква фаза веќе посведочивме. The fetish, the interest or the lived, necessitates a response which seeks to protect the physical from the violence brought upon it in the name or by the dictate of the fetish, which is equal to the absolute value of a political ideal. Значи фетиш не е само комодити. Апсолутната вредност на политичкиот идеал кој што се е во судир со директниот препознан интерес и физички преживеан интерес е веќе владење на фетишот.
The response, which is always already political, is shaped by what Laruelle calls the syntax of the real, by virtue of being conditioned by the physical and life-protecting necessity. The real is protected from the simulations of speculations, of fetishism. The philosophical doubles, значи како двојните во таа смисла, of the instances at stake and of the opposition they create are matter and idea. Hence, Marxism as a philosophical project aims to reclaim the real, identified with matter, and emancipate it from the dictate of the idea or the speculative. И да не забораваме дека ова постојано се повторува во текстовите на Маркс. И според тоа, политички идеал, кој што брутално гази врз синтаксата на реалното, која што вришти, например, дека страда, како на ГУЛАГ, не може да биде спроведување на марксистички проект. Затоа што Маркс упорно инсистира физичкото, доживеаното, проживеаното, lived, тие зборови ги употребува. Наспроти диктатот на спекулативното, за кој што ще еден од зборовите во Капитал е фетиш. Значи фетишот, како што рековме, не е само комодити, јасно стои таму, тоа е и, како се кажа, светоглед и така натаму. Тука влегува и религија, и доминантна филозофија и слично. И не знам како успеваме да го заборавиме ова и да се хегелизира Маркс, иако за цело време, цел проект од илјадници страници е остан, кај што се обидува да го убеди читателот во ова и дека ова нешто е можно. Therefore, it is a materialist philosophical project. Се уште филозофски, според мене. Notwithstanding, the ambitions of the text of the Capital are minimally philosophical. Rather, they are by proclamation scientific, and they are not so in the sense of a mannerist mimicry of the exact sciences. They are scientific in the sense that they are the result of exhaustive and systematic description. Тоа Ларуел кој што инсистира дескриптивноста како основна постапка на научниот јазик, of processes which are inalienable and constitutive part of an experienced reality. For a human reality to be real or to constitute a certain real for the knowledge, it has to hold the status of exteriority with respect to the thought which seeks to explain it. Значи ова ни е основно за нешто да добие статус на реално, да биде представа надворешност во однос на мислата, да му го припишеме статусот на надворешност. To consider it objective or to consider it material, however, means to ascribe to it a meaning and to subject it to that meaning. Значи, објективното веќе носи со себе припишаност на значење и е веќе внатре во мислот. И заради тоа, објективното, материјалното или позитивното не може да се едначат со реалното. Значи, реалното го дефинираме во крајна инстанца меѓу другото, меѓу другите негови први имења и со екстериорноста. To consider it objective or to consider it material means to ascribe to it a meaning that it's objective or that it's material, and to subject it to that meaning, to conflate it with it and reduce it to it. Such procedure is per definitionem, by definition, philosophical. Namely, it equates truth with reality, and through this equation establishes neutralization of the real by instituting the truth of it as a higher form of reality. As the real, which is more real than the real itself. Ова е во основа на секој филозофски процес. И тоа е таа амфибологија за која што зборува Ларуел. Значи го представуваме како стварно, но не само што е стварно,
туку тоа стварно мора да има смисла. Во тој момент стварното и смислата се изедначени. Тоа што има повеќе смисла станува постварно. И веќе се случува тоа преклопување, таа конфлација на реалното и вистинитето, односно стварното и вистинитето, и веќе сме внатре во филозофијата. Што би рекол Ларуел? Но според мене и текстот на Маркс упатува кон истото, особено во критиката на Хегел и во тезите за Фойербах. Еве стигнавме до тоа. The Question of Philosophical Amphibology може и не треба да го читам, за да не земам време, затоа што мислам дека го објаснив. Scientific in the sense, да не навлегуваме методологија. Да правиме пауза? Скоро сад време. Да, добро. Па не знам, нема да има многу што да се... После има дискусија. Да. Може би да се продолжиш да заклучиш, па после дискусија. Не, тоа ќе запорам, затоа што мислам нема што да заклучам. Доволно е да се отворат некои прашања, па да дискутираме. Само сакав, затоа што до сега се држав главно до Ларуел и малку го цитирав Маркс, само сакав да сакам пред да завршам да прочитам неколку цитати од Маркс, од текстот на Маркс, кои што го потврдуваат ова инсистирање на поимите реално, физичко, наместо материјално, оваа, како да кажеме, нон-филозофска позиција кај него. И статусот на реалното наспроти спекулативното, затоа што според мене тука е сршта воопшто не капиталистичкиот поредок. Мислам дека денешниот финансиски капитализам е акцелерација на спекулативноста која што е сршта на капиталот, како така. Значи, вака, има делови, ова ќе биде кратко и ќе биде поинтересно, затоа што е Маркс директно. Цело време зборам да го читаме Маркс и ништо не го читаме. Според тоа, чека, ова е од манускриптите филозофски. Интересно е да забележите дека се спомнува зборот духовност, односно спиритуалност, што не е исто спекулативност, и дека добробит, целта на комунистичкиот проект е всушност добивање на постигнување на вештото. Што според некоја ортодоксна традиција на марксизмот не звучи крајно не марксистички. With this division of labor on the one hand and the accumulation of capital on the other, што е основа спекулативност, the worker becomes ever more exclusively dependent on labor and on a particular, very one-sided, machine-like labor at that. Just as he is thus depressed spiritually and physically to the condition of a machine, and from being a man becomes an abstract activity and a belly. So he also becomes ever more dependent on every fluctuation in market price. Затоа е основата на се дали е wage labor или не. А не романтизмот за физичкиот работник, кој што денешно време многу тешко да биде исклучено физички. После, целта на комунизмот во економско-филозофските манускрипти повторно од 1844. Communism as the positive transcendence of private property as human self-estrangement. Значи, private property as human self-estrangement. Ова интересно дека метафизички звучат за ложбите на комунизмот. And therefore, as the real appropriation of human essence by and for man. Communism, therefore, is the complete return of man to himself as a social, that is, human being, a return accomplished consciously and embracing the entire wealth of previous development. This communism, as fully developed naturalism, equals humanism.
не стигнахме, то беше наслов на предавање до хуманизмот. Equals humanism. And as fully developed humanism equals naturalism. Значи, повторно физичкото, телесното. It is the genuine resolution of the conflict between man and nature, between man and man, the true resolution of the strife between existence and essence, between objectification and self-confirmation, between freedom and necessity, between the individual and the species. Communism is the riddle of history resolved, and it knows itself to be the solution. Само уште ова, за да го потенцирам ова, дека спекулативноста срштана се дури и кај на економското, значи од Капиталот, првиот том, дел за фетишизам, значи вака, вика, the value of commodities is the very opposite of the coarse materiality of their substance. Not an atom of matter enters into its composition. И кога кажаме дека капиталистите се материалисти, тоа не е марксистички исказ. Според него, според Маркс, стоката, значи commodity, стоката во незината капиталистичка смисла е чиста спекулација. И како таква, таа е во директна спротивност со било што материјално или физичко. Според тоа, дали е во согласно синтаксата на реалното, односно физичкото, дали ја следи логиката на употребната вредност или не, се следи само таа логика, за да може да се прогласи нешто за капиталистичко или не. Значи, би било комунистички од материјални интереси да бидеме водени, а не од спекулативни интереси. Така излегува. Така е јасно кажано. There is a physical relation between physical things. Ова е пак од Капиталот. But it is different with commodities. There, the existence of the things qua commodities and the value relation between the products of labor, which stamps them as commodities, have absolutely no connection with their physical properties and with the material relations arising. И упорно се повторуваат овие дефиниции за менаџерот само. The mystical character, ова е повторно од Капиталот, од првиот том. The mystical character of commodities, и ова се нарекува фетишистичкиот карактер, за разлика од Примош, јас тврдам дека фетишизмот е суштината на капитализмот, според Маркс. И не е никаква мистификација фетишизмот, туку е само аналогија за да се објасни мистификаторската природа со која што е обдарен капитализмот. Значи, the mystical character of commodities does not originate, therefore, in their use value. Just as little does it proceed from the nature of the determining factors of value. For, in the first place, however varied the useful kinds of labor or productive activities may be, значи, however varied the useful kinds of labor or productive activities may be, it is a physiological fact that they are functions of the human organism, and that each such function, whatever may be its nature or form, is essentially the expenditure of human brain, nerves, muscles. Значи, секој labor е expenditure на се ова. Затоа дистинкцијата на негри мистификаторска со иматеријал labor, не знам од каде доаѓа, барем во однос на Марксовиот текст. Сега да завршиме сега, само што еден цитат не можам да додам за абстракција. И абстракцијата, односно спекулативноста, како суштина на
капитал и капитализмот. Ова сум јас, па од Маркс и да завршам тука. A close reading of most of Marx's seminal texts discloses the repeated and consistent stance according to which exploitation is always already carried out by the instance of the speculative and the abstract against the physical, real or material. All three terms are used by Marx interchangeably as synonyms. It is the core of his critique of fetishism, and it is also the grounding epistemic position of his entire oeuvre. All questions which do not depart from the real or from the real of existence, or simply from the lived, are ill-posed, according to Marx, and lead towards speculation based on the procedure of abstraction. И ова цитат од Маркс, тука ќе завршам. Your question is itself a product of abstraction. Ask yourself how you arrived to that question. Ask yourself whether your question is not posed from a standpoint to which I cannot reply, because it is wrongly put. Ask yourself whether that progress as such exists for a reasonable mind. When you ask about the creation of nature and man, you are abstracting. In so doing, from man and nature, you postulate them as non-existent, and yet you want me to prove them to you as existing. Now I say to you, give up your abstraction and you will also give up your question.